Ниту премиерот Димитар Ковачевски, ниту неговите четворица заменици не беа дел од обележувањето на годишнината од Холокаустот и депортацијата на македонските евреи на споменикот во Скопскиот монопол, кој ја спроведувале бугарските фашистички окупатори. Наместо нив единствено министерот за транспорт Бочварски и министерката за култура Костадиновска се поклонија пред споменикот во Скопје, но не кажаа ниту збор за овој значаен настан од македонската историја, а ниту пак дадоа изјави за медиумите. Алфа ги постави прашањата и до владината прес-служба, зошто никој од првиот ешелон на владата не ја удостои еврејската заедница со свое присуство, што не беше случај досега, но и дали ваквиот однос значи дека власта во духот на добрите односи ја омекнува реториката кон Бугарија, која патем треба да се извини за она што е направено врз македонските евреи. Во одговорот кој стигна оттаму, се правдаа дека владини представници биле дел од програмата за одбележување на настанот, а премиерот Ковачевски бил на средба со представници од фондот на Холокаустот, каде никој не даде изјава за медиуми, но не одговарат дали ваквиот однос е само да не ги налутат соседите. Владини представници немаш ниту на положувањето на цвеќе пред спомен од бележјата во Штип и Битола. Ковачевски во друштво на председателот Пендаровски единствено се појавија на изложба, но без изјава за медиумите. Ова не е единствен случај кога власта не покажува достојна почит кон она што значило угнетување на евреите. Во 2019 година екс-премиерот Заев во говор на комеморација директно ги навреди евреите и излезе со шокантна изјава, велејќи дека Холокаустот е еврејска традиција. Холокаустот не е само еврејска традиција, ниту само една темна страница од Втората светска војна. И додека македонската власт внимава на постапките чекорите кои ги презема кон Бугарија, во Анталија веќе се сретнале шефот на македонската дипломатија Бујар Османи и бугарскиот премиер Кирил Петков, каде се договориле дека потребни се дополнителни гаранции за европската перспектива на земјите од Западен Балкан, без да се прецизира во која насока се движат преговорите. Ни требаат јасни и недвосмислени пораки како гарант за европската перспектива на земјите од регионот. Нашата европска интеграција станува безбедносно прашање и само позитивен исчекор во оваа насока ќе допринесе кон општата безбедност и сигурност во целиот европски континент. Опозицијата пак реагира дека власта не ги слуша нивните барања за дополнителни гаранции дека Бугарија нема да ги повреди македонските национални интереси. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вели дека нема никакви информации, оти власта го приватизирала процесот. Генерално владата е таа која што го приватизираше овој процес. Немаме никакви информации за ново дополнително отстапување или нови дополнителни предаста кои што се подготвуваат. Така што ние во неколку наврати ги повикувавме на писмени гаранции, ги повикувавме на единство, ги повикувавме на декларација, очигледно дека повеќе сакаат да удоволат на официјална Софија отколку на македонскиот народ и на македонската држава и на македонските граѓани. Додека чекаме македонската влада да побара директно извинување од Бугарија, еврејската заедница од земјава ја повика владата на Бугарија и државните политички авторитети да се соочат со вистината за Холокаустот врз евреите во окупираните територии во Втората светска војна, за која пронацистичка влада од царството Бугарија од тоа време е директно одговорна, да се извинат и да ја прифатат одговорноста.